Гласници на надежда. Глава 5. Кој е тој? Човекот се уште беше збунет околу тоа кој е Исус. Беа збунети за него, кога тој живееше тука и се уште се збунети. Многумина не се сигурни како да одговорат на прашањето кој е тој? Некои велат, тој е многу добар човек. Тој е многу љубезен, сочувствителен, со меко срце. Тој ги сака луѓето. Да, тоа е вистина. Тој ги сака. Други велат дека тој е пророк, затоа што подучуваше како некој што има авторитет. Тој прорекуваше за настани кои се исполнија. Во таа смисла, тој и беше пророк. Но дали тоа навистина соодействува на прашањето кој е тој? Тоа е многу критично прашање, многу важно прашање, на кое еден ден секој ќе одговара. Кога тој живееше тука, луѓето веднаш се соочија со прашањето кој е тој? Во Јован, 1 глава, од 29 до 34 стих, ќе го бараме одговорот. Утредента Јован го виде Исус како доаѓа при него и рече: еве го Божјото јагне, кое ги зема гревовите на светот. Овој е тој за кого ви реков: по мене доаѓа човек кој постоеше пред мене, затоа што беше пред мене. Јас не го познавав, но затоа дојдов да крштевам во вода, за да му го објавам на Израел. Јован сведочеше уште: го видов духот како слегува од небото како гулаб и застана над него. Јас не го познавав, но оној кој ме испрати да крштевам во вода ми рече: врзне го ќе видиш како слегува духот и како останува над него. Тој е оној кој ќе крштева со светиот дух. И јас видов и сведочам дека тој е Божји син. Во овој значаен текст, Јован Крстител ни дава два одговора на нашето прашање, за да знаеме кој е тој. Тие се мощни едноставни одговори, но сепак носат многу тешка мисла. Кој е тој? Јован Крстител рече: тој е јагне Божјо. Тоа го гледаме во стихот 29. Утредента Јован го виде како Исус доаѓа при него и рече: еве го Божјото јагне. Еден одговор на нашето прашање е: тој е Божјо јагне. Може би малку е чудно да се каже за човек дека е јагне. Ајде да го анализираме значењето на зборот јагне, на начин на кој што Јован Крстител го користи, бидејќи тој зборуваше за него како Божјо јагне, кое ги зема гревовите на светот. За да го разбереме значењето на јагнето, ние мора да се навратиме на првите делови од израелската историја. Кога чедата израелски беа спремни да го напуштат Египет под водство на Мојсеј, Бог го основаше тоа што се нарекува Пасха. Ова можеш да го најдеш во книгата Излези, 12 глава. Пасхата беше ритуал каде што Израел требаше да го одржува за да биде заштитен од ангелот на смртта, кој требаше да помине низ земјата. Тие требаа да изберат јагне, без недостаток. Го чуваа со денови, за да бидат сигурни дека тоа јагне е апсолутно совршено и дури тогаш ќе го заколеа, ќе земеа крвта во слив и со неја ќе ги попрскаат двата довратници и надвратникот на куќата. На овој начин Бог рече дека тој ќе ги заштити. Ангелот на смртта ќе ги помине и нема да ги погуби првородените синови во куќите, каде што крвта беше на вратата. Сега можеме подобро да разбереме што Јован мислеше кога рече: еве го јагнето Божјо, кое ги зема гревовите на светот. Гледаш, целта на јагнето е да ги заштити луѓето кои живеат во куќата, каде што крвта беше попрскана. Може да речеме дека јагнето беше замена за првородениот. На тој начин јагнето умре, наместо оној кој требаше да умре, ако јагнето не умреше. Во буквална смисла тоа беше физичка смрт. Јагнето Божјо, како што Јован Крстител ни одговори на нашето прашање, исто умре, за да ние не умреме. Тој умре физички, ја даде својата крв на Голгота, за да ти и јас бидеме ослободени од сигурна и одредена казна со смрт, како резултат на гревот. Тој е јагне Божјо.
Да продолжиме понатаму и да видиме што друго Јован кажа за него. Во вториот одговор Јован кажа дека тој е Божји син. Синот Божји може да го најдеме во стихот 34. Јас видов и сведочам дека тој е син Божји. Тоа исто може да изгледа чудно. Некои луѓе не можат да разберат како Бог има син. Но тука во Словото Исус се нарекува Син Божји. Забележете дека Јован Крстител рече: тој беше пред мене. Во вистинските историски записи Исус беше 6 месеци помлад од Јован Крстител. Но Јован рече: тој беше пред мене. Тој јасно покажува дека Исус е вечен со Бог, Таткото. Тој понатаму рече дека тој треба да му се објави на Израел. Тоа е, тој беше посебно избран, одредена личност со кого Бог ќе го спроведе својот план. Тоа е многу важно да го имате на ум. Бог има план и тој го исполнува тој план. Во тој план, Синот Божји требаше да им се соопшти на израелците. Јован Крстител беше евреин. Тој крштеваше во реката Јордан и оние кои дојдоа кај него за крштевање беа евреи. Бог ја покажа својата волја пред народот на Израел. Синот Божји доаѓаше кај нив. Ова е значаен дел од божественото откритие кое Бог ни го даде нам. Јас забележав дека тој беше помазан од Светиот Дух. Јован Крстител рече: кога ќе го видите Светиот Дух како слегува и како останува над одредена личност, тој тогаш ќе знае дека ова е Синот Божји. Евангелието по Матеј ни зборува точно за случката. Светиот Дух слезе и застана над Исус за време на неговото крштевање. Одговорот на нашето прашање тогаш, од устата на Јован Крстител кој го виде него, дали е тој Божјиот син. Тоа може би е мистериозно за нас, но е реалност. Бог стана човек, не обратно. Не е човекот настанат од Бог, туку Бог стана човек. Тогаш имаме два одговора на ова прашање. Кој е тој? Јован Крстителот рече: тој е Божјото јагне и тоа го решава проблемот со гревот. Тој е Син Божји кој го решава проблемот со комуникација. Тој дојде да направи Бог да се објави на нас, кога тој стана човек. Гласници на надежда.